Добро вечер, почитувани гледачи, Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Еве што ќе гледате во него. Згрижувачките семејства го добие месечниот паричен надомест големен за 20%. Изградбата на автопатот Миладиновци-Штип, изградбата на гасовод и далновод се проекти од круцијално значење за општина Свети Николе. Општина Неготино и Министерството за култура започнаа со реализација на проектот конзервација на саат кулата. Локализиран и ликвидиран пожарот кој вчера нешто пред 15 часот избувна во околината на Велес. Цели 6 часа екипи на противпожарната единица и шумското водостопанство го гаснеа пожарот, кој најверојатно е предизвикан од човечки фактор. Човечки жртви нема, но изгорена е 250 хектари шумска површина. Шумскиот пожар кој вчера попладне избувна во околината на Велес е изгаснат и ставен под контрола. Противпожарната единица во соработка со шумското стопанство во текот на ноќта со патролни екипи го контролирале теренот од евентуални нови пламени јазици. Во текот на интервенцијата, комплетно на располагање била и армијата на Република Македонија. Пожарот не однесе човечки жртви, а освен дрвјата, материјална штета е причината и на лозијата во близина кои настрадале од огнените температури. Пожарот е предизвикан од човечки фактор, недокажано, него секогаш тоа постои, друго не постои. Значи, високите температури треба некои услови да се створат за само запалување, а тоа го нема на тој терен. Доаѓаме до заклучок дека се работи за 250 хектара од прилика, значи неофицијално е ова што го кажувам, од кои 50 хектара се борова шума, чемпреси и багреми, а останатото се сува трева, грмошки, трња, што нели кој штета не го рачунаме тоа. Пожарникарите 6 часа се бореле со огнената стихија, а голема поддршка добили од мештаните на Челошево и Дорутовец. Доброто познавање на теренот од страна на пожарникарите не дозволило пожарот да ги опфати и околните населени места. Имаше големи пламени јазици, каде што и далеководите беа у дохват, имаше и експлозии, така што моравме да внимаваме на безбедноста на луѓето. Се до тоа го сработивме, се координиравме и од другата страна на Челошево, каде што Дорутовец, Челошево и Отовица. Тој дел беше опасен и пративме возило пожарникарско со тројца пожарникари, каде што во случај да влезе во селото пожарот, да бидат заштитени куќите, односно мештаните. Противпожарната единица со апел до граѓаните за зголемена свест за заштита на животната средина. Сепак тоа природа е за доброто на нашите генерации, значи не смееме да и се осветуваме на природата. Природата е за нас и мораме да ја чуваме. Повторно заживување на патролните служби и надгледни пунктови, според Лепидовски, ќе допринесе за дополнително намалување на пожарите во Велешкиот регион. Уште еден пожар непосредно пред Велес на Ридскиот предел во близина на манастирот Свети Илија. Според последните информации, пожарот е локализиран и ставен под контрола, а оганот зафатил 10 хектари сува трева и камењарник, па не се створиле услови за негово проширување. Брзата интервенција на пожарникарите не дозволила огнените пламени да го зафатат и манастирот. Пожарот најверојатно е предизвикан од сточарите кои на овој рит ја напасуваат стоката. Превенцијата и заштитата од високите температури се услови кои треба да се обезбедат за секој работник. Високите температури кои ја зафатија земјава предизвикуваат сериозни последици по здравието на работниците. Безбедност и заштита на работното место се задолжителните услови што треба да ги има секој работник. Топлотните бранови што ја зафатија земјава последнава седмица предизвикуваат сериозни последици по здравието на работниците. Градежници и продавачи на отворено, работници на каменоломи се меѓу професиите изложени на највисок ризик од сонцето и штетните УВ зраци. Топлината е закана и во индустриските капацитети, каде неретко работниците се жалат на здравствени проблеми.
Препораките за превенција и заштита од високите температури се двосменско работење, избегнување работа на отворено во попладневниот период, обезбедување за солништа каде работниците би можеле да се освежат, чести паузи за време на работата, соодветна вентилација и климатизација на работните простории. Лекарите пак велат со голема внимателност да се избегнува изложување на сонце повеќе од 10 минути. За сега во земјава нема да се активира црвениот метеоаларм, зашто не се очекуваат температури над 40 Целзиусов степен, но горештини не очекуваат и наредната седмица. Околу 35.000 корисници на социјален и постојан надомест пред 10 дена го добија зголемувањето за 10%. Зголемената социјална помош за 25% добија и семејствата кои изгрижуваат деца без родители. На сметките на 35.000 луѓе легнаа парите од социјалната и постојаната парична помош. Добија за 10% повеќе средства. Исплатени и за 25% повисокиот надомест за згрижувачите на деца без родители. Владата на Република Македонија посветува постојано внимание на социјално ранливите категории на граѓани, оние на кои што им е потребна помошта и од државата и од сите нас со цел да може да бидат еднакво вклучени во општеството како и сите други лица. И во тој контекст нашето ветување кон примателите на социјална помош и кон семејствата што згрижуваат деца без родители или родителска грижа е исполнето. Вчера е извршена исплатата на зголемениот надоместок за 25% за семејствата што згрижуваат деца без родители. Претходно тој изнесуваше од 6 до 8.000 денари месечно, сега ќе изнесува од 8 до 10.000 денари месечно. И истовремено почнавме со исплатата на зголемената социјална и постојана парична помош за околу 35.000 корисници во Република Македонија за 10%. Имавме ветување за 5% дека ќе ја зголемиме, меѓутоа најдовме можност во буџетот да го зголемиме тоа на 10% и верувам дека со тоа колку толку успеваме да им помогнеме на овие лица да сепак имаат поголема поддршка од државата и да имаат поголем надомест. Нови субвенции за работодавачите од владата. Тие ќе добиваат 6-месечна субвенција за бруто плата, а ќе имаат обврска работникот да го задржат на работното место дополнителни 6 месеци. 6-месечна субвенција за компаниите кои ќе вработат лица од ранливите категории на граѓани. Според огласот за вработување лице од оваа категорија, владата во рокот половина година ќе го субвенционира работодавачот со 17.000 денари за ангажирање лице со повисоки квалификации и 14.900 денари за лице без квалификации. Освен бруто платата, работодавачот во текот на тие 6 месеци ќе добива и 5.000 денари за обука на работникот. Работодавачите имаат обврска по истекот на субвенционираниот период да го задржи на работа лицето уште 6 месеци. Апелираме работодавачите да искористат оваа можност, постои обем на средства кои што овозможува финансирање на уште 100 дополнителни вработувања. Со едноставна пријава до Агенцијата за вработување на Република Македонија, работодавачот може да аплицира и воедно да го наведе и лицето, профилот на работникот кој што му е потребен, тој може самиот да го предложи лицето кој што сака да го вработи, а доколку нема таков предлог, тогаш агенцијата ќе му помогне да му обезбеди профил на кадар кој што му е потребен да го ангажира во рамките на своето претпријатие. Субвенцијата важи за вработување лица кои се корисници на социјална и постојана парична помош, лица кои имале статус на деца без родители, корисници на програмата за условен паричен надомест за средно училиште, жртви на семејно насилство, лица корисници на стипендии и млади до 29 години кои живеат во семејства со приход помал од 50% од просечната плата. Изградбата на автопатот Миладиновци-Штип, изградбата на гасовод и далновод се проекти од круцијално значење за Свети Николе. Според градоначалникот Зоран Тасев, општината ќе ги добие сите компоненти за директна комуникацијска поврзаност која ќе ја направи важна алка во Македонија. Свети Николе е една од општините што неверојатно ќе има најголем бенефит од изградбата на една од автопатските делници кои што во моментов се градат во државава. 4 клучки на автопатот Миладиновци-Штип се лоцирани токму во Свети Николско. За развојот на целокупниот регион, но посебно за општината, овој проект е од круцијално значење,
бидејќи директната комуникацијска поврзаност со главниот град и останатиот дел од Македонија отвара нови можности за населението. Значи нови можности и за инвеститори да дојдат во Свети Николе, меѓутоа и сите николчани многу полесно да комуницираат со главниот град и да најдат работа и сите оние потреби кои што ги имаат. Значи ова е проект кој што на вистина Свети Николе го става на пиедесталот и на Свети Николе му дава посебно значење. Изградбата на автопат, а во исто време и изградба на гасовод и далновод се трите најважни компоненти кои една општина ја прават економски силна. Тоа се случува во моментов во Свети Николе. Добра инфраструктура, патна поврзаност, ефтина енергетска што поминува низ вашата територија и стабилна енергетска линија или мрежа која што исто така поминува низ вашата територија, тоа преку на Свети Николе му дава посебно значење. Ние сме благодарни на владата на Република Македонија и ова од слепо црево не прави аортата на Македонија, затоа што буквално овде поминува 3 коридори кои што се многу значени во делот на енергенсите и делот на инфраструктурата. Градоначалникот на општина Свети Николе посочи дека градежните работи на автопатот се одвиваат со зголемен интензитет, но потенцираше дека паралелно се работи и на подобрување на локалната патна инфраструктура. Македонски железници ќе работат на патниот премин Пашин мост од вечерва во 21:30 до среда во 5 часот. Преминот ќе биде забранет за железничкиот сообраќај. Колешката Валентина Михајловска ги има деталите. Од вечерва во 21 часот и 30 минути до среда во 5 часот, македонски железници ќе работат на патниот премин Пашин мост и во овој период ќе биде забранет за сообраќај железничкиот сообраќај. Поради високите температури кои се појавија во овој период од годината, дојде до зголемување на напоните во шините на пругата Велес-Битола, односно делница кај Пашин мост. Со издолжување на шините дојде до деформација на колосекот на тој дел од шините, па поради тоа Јавното предпријатие Македонски железници Инфраструктура воведе смалена брзина на движење на сите возови кај Пашин мост. Поради итно укажаната потреба за отстранување на деформацијата на колосекот, потребна е неодложна работа. Патниот сообраќај ќе се одвива преку варијанта времен патен премин по една коловозна лента со наизменично пуштање на патничките возила преку пругата. Местото на работа соодветно ќе биде сигнализирано со патна сигнализација и ротациони светла ноќе. Наизменичното пуштање на возилата ќе се сигнализира со знаци и сигнални знаменца. Започна реализацијата на проектот Конзервација на саат кулата во Неготино. Активностите поврзани со овој проект официјално започнаа денеска. Се очекува проектот да биде целосно реализиран до крајот на оваа година. Започна конзервација на саат кулата во Неготино. Основната цел е со комплетното реконструирање на саат кулата, уредување на околниот простор со поставување на урбана опрема и сувенирници, Неготино да добие уште еден атрактивен туристички простор и место за прошетки и релаксација на граѓаните на Неготино и потенцијалните посетители. Во рамките на оваа програма, Министерството за оваа година ја поддржа реализацијата на овој мощен важен проект за нашиот град со околу половина милион денари, кои ќе бидат наменети за реализација на активностите од првата фаза во која што влегуваат стручни геомеханички истражувања на теренот, односно испитување на статиката на објектот, а археолошките истражувања во внатрешниот дел од објектот, наведените активности кои покрај содобиените средства од Министерството за култура ќе се реализираат и со финансиски средства од буџетот на општина Неготино, а за ова се предвидени вкупно 800.000 денари. Овој објект во минатото бил користен за мерење на времето и регулирање на работното време на занаетчиите, како и за наблюдување на евентуални разбојнички напади и секакви несекојдневни случувања. Кулата е висока од 13 до 14 метри, таа е во шестоаголна форма и е градена од камени блокови со дебелина на зидовите од 1 метар. Над камената градба имало доградба од дрво која било висока уште 5 до 6 метри со 4 отвори во кои се наоѓале саати споени со звоно. Се очекува проектот да биде целосно реализиран до крајот на оваа година. Општина Неготино има аплицирано за одобрување средства за спроведување на овој проект и до амбасадата на Соединетите Американски држави, од каде што во најскоро време се очекува одговор.
Раководител во Агенцијата за катастар на недвижности во Кавадарци заработи кривични пријави. Повеќе детали за ова во прилогот што следува. Кривични пријави заработи раководител во Агенцијата за катастар на недвижности Кавадарци. Се сомничи дека со противправни дејствија на Кодинг Доел Скопје му овозможил да се стекне со противправна имотна корист, злоупотребувајќи ја службената положба и овластување. Без постоење на правен основ на правното лице Кодинг му евидентирал право на собственост врз земјиште кое дотогаш било во собственост на Република Македонија во вкупна површина од околу 3600 метри квадратни, а во 2015 година, откако увидел практично дека станува збор за противправно евидентирање, пријавениот повторно, злоупотребувајќи ја својата службена положба и овластувањата, извршил исправка на грешка, иако бил свесен дека ваквата исправка е противзаконска од причина што над имотот, за кој наводно било направена грешката, веќе претходно имало воспоставено заложно право, односно хипотека. Кривична за поттикнување заработил собственикот на Кодинг. Делото, според истрагата, го сторил со тоа што се стекнал со противправна имотна корист, собственост врз земјиште со површина од околу 4000 метри квадратни, до тогаш собственост на Република Македонија, легализација на бесправно изградени објекти кои се простираат на спорното земјиште и обезбедување на кредити во корист на Кодинг, како и други претпоставени права на располагање кои можел да ги ползува како собственик на земјиштето. Трансформиран работниот однос на 8000 работници во образованието. Алојс Петерле во посета на земјава запленети 115 килограми режан тутун. Ова се вестите од Македонија. Во посета на Македонија е Алојс Петерле, копредседавач на бирото на Мешовитиот парламентарен комитет Македонија Европска Унија. Тој заедно со заменик копредседавачите Сергеј Станишев и Ангел Џамбаски ќе се сретнат со лидерите и представници на политичките партии на невладиниот сектор. Посетата на Петерле е знак за неговиот засилен ангажман, препораките на Мешовитиот парламентарен комитет да бидат избалансирани до крајна цел да се врати Македонија на ЕУ агендата и да се добие датум за отпочнување на преговори со Европската Унија. За период од 7 месеци работниот однос од определено на неопределено време го трансформирале 877 лица ангажирани во образованието, истакна денес заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Заедно со претходно извршените трансформации на повеќе од 7000 лица во образовниот систем во Македонија, има околу 8000 трансформирани работни односи на лица ангажирани во рамки на образовниот систем во Македонија. На овој начин се обезбедува една зголемена сигурност, една зголемена гаранција, еден зголемен мотив за работа на сите луѓе кои што добија решенија за трајно вработување во рамки на образовниот систем, независно дали станува збор за вработени во рамки на училиштата од аспект на педагошкиот процес или нормално административен стручен кадар кој што помага во реализацијата на секојдневните активности на Министерството за образование и наука. На овој начин, како што посочи заменик министерот за образование и наука, се обезбедува економска сигурност, гаранција и мотив за работа на сите луѓе кои добија решенија за трајно вработување во рамки на образовниот систем. Ноќеска пред полноќ царинските службеници од граничниот премин Табановце автопат спречија обид за шверц на 115 килограми режан тутун. Според информациите на Царинската управа, половина час пред полноќ на излез од Република Македонија на граничниот премин Табановце автопат пристигнало празно товарно возило со српски регистарски таблички, управувано од ГЈ, српски државјанин. Службениците извршиле детална контрола на возилото и товарниот дел, откако возачот изјавил дека нема што да пријави, а при тоа во кабината под креветот биле пронајдени 115 паковки од по 1 килограм режан тутун. Стоката е привремено одземена, а против сторителот е отпочната соодветна постапка.
Грција го исплати долгот кон ММФ. Нападот во Турција дело на исламската држава. Ова се најновите случувања од светот. Грција го исплати за останатиот долг кон Меѓународниот монетарен фонд во висина од речиси 2 милијарди евра, откако претходно го исплати и долгот од 4,2 милијарди евра кон Европската централна банка, а и врати околу 500 милиони евра на Централната банка на Грција. Исплатените средства се дел од преодниот кредит од 7,6 милијарди евра од Европскиот стабилизацијски механизам, што и беше одобрен на Грција во рамките на нејзиниот договор со доверителите. Првите резултати од истрагата за самоубиствениот напад во градот Суруч во југоисточна Турција во близина на границата со Сирија, според турскиот премиер Ахмед Давутоглу, укажуваат дека станува збор за терористички чин извршен од страна на групата Исламска држава. Според најновите податоци во нападот во Суруч загинале најмалку 30 лица, од кои најголемиот број студенти, а околу 100 други се ранети. Експлозијата се случила во дворот на културниот центар Амара, во кој се одржувала конференцијата на која присуствувале најмалку 300 членови на Федерацијата на младинските асоциации на социјалистите. Целта на конференцијата била прибирање помош за обнова на сирискиот град, главно населен со курди. Премија за македонските ракометари за пласман на Европското првенство во Полска 2016. Рајковик го напушти стручниот штаб. Повеќе детали за домашниот спорт од прилозите што следат. Машката сениорска репрезентација ја доби премијата за пласманот на Европското првенство во Полска 2016. Ракометната федерација на Македонија им исплати на репрезентативците премија од 30.000 евра. Пласманот на Европското првенство македонските ракометари го обезбедија со 2 победи над националната селекција на Швајцарија и 1 над Чешка во рамки на квалификацијскиот циклус. Емил Рајковик се откажа од улогата на прв помошник на селекторот на македонската кошаркарска репрезентација. Според неофицијални извори, причината што тој нема да му помага на Александар Џикик е лична и приватна. Рајковик веќе ги известил челниците на Македонската кошаркарска федерација и тој дефинитивно нема да биде дел од стартот на подготовките закажан за 25 јули. Со српскиот стратег ќе работи неговиот сонародник Срѓан Флајс, како и новиот кондицијски тренер од Италија Джакомо Браида, додека Александар Јончевски ќе го заземе местото на прв помошник во стручниот штаб. А од вестите од меѓународниот спорт, Савик е официјално во Атлетико Мадрид. Мурињо се откажа од услугите на Фелипе и на Салах, бројот 17 повлечен од Формула 1. Светската автомобилска федерација одлучи болидот со број 17 веќе да не се користи на трките во Формула 1, во спомен на трагично починатиот Џил Бјанки. Иако секој возач сам го избира бројот на својот болид, федерацијата одлучи да го повлече болидот со број 17. Од сега овој број нема веќе да се користи на трките во Формула 1, се вели во соопштението на Светската автомобилска федерација. Џил Бјанки го користеше бројот 17 на 15 трки во Формула 1, пред да настрада на патеката Сузука во Јапонија, каде што по судри со булдожер падна во кома. Бјанки почина во болница во Ница по 9 месеци поминати во кома на 18 јули оваа година. Црногорскиот интернационалец Стефан Савич е новиот играч на Атлетико. Откако дефанзивецот ги поминал потребните лекарски прегледи, потпишана е 5-годишна соработка. Поранешниот фудбалер на Фиорентина, Манчестер Сити и Партизан треба да биде замена за Миранда, кој пред неколку дена потпиша за Интер. Според шпанските медиуми, нов играч на Атлетико ќе биде и Фелипе Луис, кој по една година се враќа на Висенте Калдерон откако имаше неуспешна одисеја во Челси.
Менаџерот на Челси Жозе Муриньо потврди дека за новата сезона нема да смета на услугите на Фелипе Луис и Мохамед Салах, пошто клубот им даде дозвола да си бараат нова средина. Бразилецот Луис игра на позицијата лев бек, а во Челси дојде минатата сезона од Атлетико Мадрид за сума од 22,7 милиони евра. Се шпекулира дека Луис ќе се врати на Винсенте Калдерон, но таква опција Муриньо би поддржал само доколку добие добра понуда од шпанскиот клуб. За Салах, Муриньо вели дека може да игра како позајмен играч во друг клуб. Денеска имавме сончево и топло време и во наредните денови не очекува слично време со температури до 40 степени. Да ги погледнеме деталите за временската прогноза. Ова беше последната информација за денес. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!